bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal той ке стане най-милий. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мой, се мое е твое, се мое е твое, да, тоа е целата суштина. Се негово е мое, ама и се мое е негово. Како тоа да го направиш, да бидеш еден дух со него. Зборуваме за практично живење, не за теорија. Не да спиеш, си живееш во светот со духот на овој свет, си постапуваш ти по својата волја и велиш дека си христијанин, па тоа е грев против светиот дух. Ти го негираш, не му дозволуваш на Исус да живее во твоето срце, нема каде глава да подслони синот човечки. Знаете, се сеќавате дека Јован ја ставил главата на градите на Исус. Тој ја ставил својата глава. Интересен момент. Не е тој Јован Крстител, овој другиот Јован, евангелистот. Потоа тој го пишува Откровението. Исус вели, нема да умре тој, додека не ја види славата. И му слегува Евангелието, Откровение, и го пишува тоа. За млаката црква, за пасивната црква, за мрзливата црква, за црквата заробена од духот на овој свет. Напади во сон. А ти спиеш будни. А Исус им вели, бидете будни. Напади во сон. Значи, пазете. Татко зборува и денеска низ мене. Нека твојот дух не води. Ти си учителот, ти си таткото. Татко. Ти си наставникот. Исусе. Ти си мојот учител. Ти зборувај во дух. Нека секое слово ги допре оние што се жедни, бедни за дух, за да те видат во срцето. Значи, напад во сон. Сите сте сонувале, се будите во кошмар. Те дави, например, те гуши. Најчесто вела дека им го сопира здивот, сака да им го земе. Здивот, вдахнатиот дух на љубовта да ти го земе. Те гуши, те толчи. Се случува да има материализација, модринки и гребаници по телото. Тоа е духовна состојба, духовна битка е внатре. Тоа е сонување, се уште не си во сатаната комплетно, не си му ја предал власта. Од има луѓе му ја даваат власта, подпишува за сатаната. Имаме такво сведоштво. Значи, состојба на видение, будење во сонот. Пази, да се разбудиш во сонот, да повикаш кон Исус. Да повикаш кон Исус, тогаш секогаш повикуваш кон Исус, тој ќе ти ја затвара устата. Исусе. Тоа е име над секое име. Да повикаш кон Исус, да се разбудиш, да станеш свесен дека не си само тело, човеку, не си живот, не си материја, дека си твојата вистинска природа е духовна. Значи, пак ќе го повторам, ова сме го зборувал веќе, во духот сме го зборувале со духот на мојот татко. Паѓање, секој сонува. И летање. Тоа се меѓу духовниот и паднатиот ангел на земјата, тоа си ти, имаш малку време да повикаш кон него, време на милост, да се разбудиш, да стане свесен дека не си само тело, материја, дека твојата вистинска природа е духовна. Духовни Исус им вели на апостолите. Тоа се ученици негови, кои потоа, откако го распнаа, се разбегаа. Бидејќи немаа дух, беа потопени само во вода, беа искапени.
Бидете будни, луѓе, бидете будни, гледайте што се случува. Ние сме сведоци дека светот кинисува. Светот. Ковиди, па Содома и Гомора, па што ќе измислат сега друго? А тие спијат во телото, спиеш во телесниот човек. Телото е слабо, не можеш, има нагони. Духот е бодар и силен, само во духот си силен. Треба да останеш буден во духот, те сакам Господи Исусе Христе. Да бидеш свесен и разбуден. Да бидеш свесен и разбуден кој си? Кој си ти? Чиј си? Што бараш овде? Зошто постапуваш на овој начин? Зошто немаш доволно љубов? Да ги љубиш сите, исчистување на грлото во името на Господ Исус Христос. Да им простиш на сите. Да си покорен и послушен. Кому му припаѓаш, што е важен момент? На светот ли му припаѓаш или на Исус Христос? Не можеш да им служиш на Бога и на мамона. Не, да се родиш во дух, едно тело и еден дух со Отецот. Това е. Не е ова фантазија, не е ова приказка, не е ова техника, ова е вистинско предавање, вистинско спојување, вистинско возљубување. Крвта Исусова е тогаш врз тебе. Твојот духот на таткото не да биде над тебе само, да влезе во твоето срце, тоа е различно. Кога се собираме на заедниците, слегуваат водна бања, примаат тие, но треба да остане духот. Кога ќе остане духот во тебе, ти ќе имаш сила и ги имаме тие три филтри. Ќе викаш од сабајле до вечер Господе Исусе Христе, нема да викаш само Господи. Ќе викаш Татко наместо Господи и ќе го прославуваш само Исус. Исусе, како ќе го прославуваш? Не само на устата, со срцето. Ти ќе го живееш Исус. Кога се будиш во сонот, ти се бориш во сонот. Те искушува сатаната. Па ќе дојдеме, ако си ти збуден, заспан, кој е буден во тебе? Па душата и духот не спијат. Пазете, те напаѓа сатаната, те плаши. Ти можеш да се спротиставиш со името Исусово, со Исус во срцето, со еден дух со него, викаш Исусе, 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 и во безгласно да почнеш да викаш, ке те пушти, мора да те пушти. Демоните му се покоруваат, тоа е име над секое име. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, те сакаме. Исус ке ти даде власт и сила, ако се разбудиш во него. Ако се разбудиш, како да се разбудиш во него? Ете, тоа е суштината. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус ке ти даде сила тогаш. Но ти треба да му дадеш. Што да му дадеш? Ако се возљубиш во него, ако го познаеш, ако се разбудиш од телесниот сон, си живееш овде, човекот не ти пука, не те интересира ништо. Само тебе да ти е добро. И ако ја избереш силата на љубовта на нашиот татко на духовите, ако се фатиш за него и не се пушташ, пазите, сонот е показ дека има духовен човек, премино тело во дух. Тоа е будење од телесноста. И додека те напаѓа во сонот, се уште не си совладан, не си му ја дал власта ни на сатаната, иако те управува тој по телесните нагони. Сонот е духовна состојба. И сатаната може да те напаѓа во сонот, да ти покаже слики, мисли, лажни представувања. Сонот е духовна состојба. Но ти повикај кон Исус да примиш сила, да се спротиставиш. Спротистави се со тврда вера. Исусе, Исусе, верувам во Исус. Му предавам се на Исус. Доверен сум и на Исус. Верен сум во Исус. Уверен сум. Поверува и затоа зборува. Пазете, сатаната ќе те напаѓа. Се додека не се спротиставиш, ќе те остави извесно време, па ќе се навикнеш да се бориш, бидејќи овде се работи за битка, Армакедон, битка за душите, дали ќе преминат неколку луѓе, мало стадо, во Исус, па ќе одиме на ново небо и нова земја. Те сакам, Господи Исусе Христе. Јосиф сака да ја остави Марија. Таа е зачната, значи телесни родители на Исус, од Свети Дух. Јосиф не знае.
Znači, ne bil so neja, ne spjel so neja, ne legnal, ne ja poznal, ne bil so neja, ta je trudna. To je po еврейските закони, той трябва да я приjavi, да я каменува, да я убият. Видите, неговото срце колко е право. Но той не сака да я повреди, сака да я напушти, да я остави. Дека ете, тој е виновникот. Ангел Господов му се јави на сон. Пазете, тој се разбуди и направи така како што му заповеда ангелот, за да се овоплоти Исус Христос, Матеј 1:18-25. Јосиф послуша во сонот. Послушен и покорен. И ние сега зборуваме што е тоа грев против Свети Дух. Па знаеш дека има Господ. Се уште не знаеш дека има татко, може би старозаветно, не вереле татко. И не си му покорен, тераш по своја, ама чекај, вака, јас ке пробам сега. А после викаш помош. Тоа е истото состојба кога Аврам легна со Агара, го наговори жената, дали е тоа жената и душата прашање, и го направи Исмаел, и потоа по извесен период Господ му го даде таткото Исак, и сега и двајцата, и Исак и Исмаел се обрезуваат. Исчистување на грлото во името на Господ Исус Христос, се обрезуваат и се тепаат. Видете, те сакам Господ Исусе Христе. Значи Јосиф послуша по сонот, зашто беше буден, разбуден, свесен дека има Господ, и кога имаш таа свесност, тоа движење од телесен код духовен човек е полесно. Ке прифатиш некои работи. Пак му се јавува ангел на сон на Јосиф, кога Ирод сака да ги убие сите деца во Витлеем, дознава дека ќе се појави некој цар кој ќе биде над него, видите телесен човек како работи, но сепак извршува Божја волја, му вели да бегаат за Египет и Јосиф пак го послуша. Видите, ако си послушен, тој ќе те донесе до таму каде што треба. Тој ќе те обучува, тој ќе ти даде сила да пораснеш, да надраснеш. Беше буден Јосиф. И по смртта на Ирод пак ангел насон му вели да се врати во Израел. Матеј 2:19. Пак Јосиф послуша. Значи Јосиф исто така беше послушен и избран сад, како и Марија што е избран сад, за да се овоплоти во тело синот на семокниот Бог, Исус Христос, во кого пребива со сета полнота. Ова можете ли да го разберете? Духот на нашиот татко, така треба и ние да бидеме, да се сродиме со него. Значи Духот зборува, му дозволувам на Духот да ме обучува, да ме научи да љубам, да ме научи да се вратам од телесниот човек во духовниот, да преминам од Египет, материјалниот свет, во духовниот свет, во Израел, за да му се поклонам на семокниот Бог, па јавно да го изразувам дека има Господ, татко. Па ти ми испрати човек, кога си ти жеден и буден, тој ќе ти испрати човек. Не те остава, или ќе ти се јави како ангел, да ти каже што треба да направиш. Јосиф послуша, Матеј 24:42 ни вели, па така бидете будни. Светот те замајува, интернет, едно, друго, мажи, жени, мода, храна, предели, места, состојби, спомени, истории, приказни. Те труе. Гледаш серии на телевизија, се полниш со чувства, затруен си, нема место во твоето срце, заспан си, замајан си во светот, опијан си од светот. Телото ти е преголемо, духот е потиснат. Бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Не знаеш уште колку време имаш. Ние имавме сотрудници кои се од Охрид и од Тетово, Берово, од повеќе градови од Германија, кои слушаат со срцето, наглуви, сојуз на глуви. Имаме заедница со нив. Знаете, беа овде еден ден едно семејство кое ги движи духот. Таткото беше тука последен пат, пиевме малку вино, зборувавме за Исус, толку беше. Потоа по извесен период за кратко го удри некој момче со кола избега и него судат затоа што татко му има врски во милиција. Но од Божиот суд не може да избега. Замина човекот. Толку беше. Го имаме на фотографии. На некој од песните го има. Видете, не знаете кога ќе ве посети. И потоа дошле тие таму од друга заедница и им рекле татко ви не е спасен.
ке гори во пеколот. Марш бре Сатана во името на Господ Исус Христос. Се додека не кажете. Бог него, тој слегува до пеколот, до вратите на пеколот и оттаму те избавува. Бог го создал светот и се што е на светот, не ја создаде смртта. Се што е во светот е спасоносно. Он вечно не се лути, милоста негова е вечна. Значи ти спиеш во сонот. Сон е едно, со телото спиеш, но духот е буден. Кој е буден во твојот сон? Кој ти ги покажува тие слики? Така доаѓа Сатаната, ти слетува како една мисла, една црн гаврен, ти вели ова вака направи, ова не чини, ова не чини. Го прифаќаш тоа, врзан си овде си погоден со стрела. Па те погодува отровна стрела овде. Не знам кој не чини, тој не чини, овој не чини, па втора стрела, па трета стрела, па ова не чини, па тоа. И ти си веќе врзан, ти си веќе по пранги, ти треба двоостар меч и мечот на духот, името Исусово, да ги раскинеш сите пранги на Сатаната. Видение е друго, например. Не спиеш, буден си, отворени ти се очите, умот и срцето и ти покажува слика, состојба, слушаш глас. Веќе си буден, разбуден во духот, еден дух си со него. Пазете, тоа е цела состојба. Значи, видение, дно на една вода, црни души пливаат како кеси. Погледнав горе, се затресов, толку време горе пее Исус со ангелите. Како еден коридор, друго видение, одат луѓето, носат торби, влечат, како да одиш од еден коридор, од авион во друг, темни, сиви. Ја држам некого за рака и прашувам што носат своите гревови непокајани. И држам некого за рака и го пушти и почнам да викам. И ми вели, доцна е веќе. Видете, бидете будни, не знаете кога ќе ве посети друг сон. Се распаја светот, се најдов, бев во еден меѓупростор, како да го речам. Поднебесен простор. Светот се распаја како слагалка. Луѓето врескаат, ти си лош, Бог сакаме дома. Планини, реки се растопува се враќа во материја. Пазете, тој ги враќа дома и тогаш се затресувам. И други визии сум видел, ќе ви раскажам. Ангели, илјадници ангели седам на цветна пољана. Значи, тоа го гледам во духот. И таму ангелчиња, како ние што се насликани, како ние што ги сликаме, се смеат и пеат радост. Тоа беше блажена радост која никогаш не се опира. И прашувам, кои сте вие? И глас ми вели, тоа се вашите деца на небесата. Тоа е исто така нешто што слава ти Господе. Друга состојба, лежам вака во кревет и ми се отвори одеднаш како еден вртлок нагоре, пеат ангели со труби и се качуваат душите на праведниците. Радост, слава ти Господе. Ето тоа се виденија. Значи ти си разбуден, Исус вели Лука 22:39-46. Молете се да не паднете во искушение. Постојана молитва. Исус се моли на колена. Пазете го ова. Исус му се моли на таткото. Значи ти треба да се молиш ако те напаѓа во сон пред спиење. Пред мене, зад мене, околу мене. Направи огнен штит околу мене за Твоја слава, Господ Исусе Христе. Ангел му се јавува. Пазете на Исус. Видение разбуден и го подкрепува. Тој се моли со крвави солзи. Степенот пред спиење. Зошто? Помагачи на овој век, ангели му помагаат, му служат на Исус и во пустината. Зошто се моли? Па степенот на нељубовта ве повредува. Колку се луѓето, како да кажеш, немаат љубов, тврдо срце, тврдокорно срце, закоравен ум, изопачен ум. Цитираат стихови, говорат, не извршуваат. Исус е во внатрешна борба. Поусрдно се моли. Не се моли со умот, со срцето. Со срцето да се молиш, треба да научиш. Пот со капки крв паѓа. А учениците се заспани од тага. Зошто спиете, луѓе? Станете и молете се, за да не паднете во искушение. Друг препев. Духот е бодар, телото е слабо. Марко 14:38. Телото е слабо, мораш во духот да пораснеш, да примиш сила во духот. Само ако Исус живее во твоето срце, тоа е реалност. Ке го прашуваш за се, нема да постапуваш од себе си. Го повторувам ова, бидејќи не го разбираат. Делумни христијани, божемни христијани,
Лажни евреи, сатанска синагога, тоа е тоа се. Зборуваат за Исус, а не го живеат Исус. Не извршуваат. Тие не можат ни еден час да се будни. А замисли целиот живот. Апостол Павле, затоа се разбегаа тие кога го распнаа Исус. Бидејќи немаа дух, беа само потопени во вода. На едно место вели Исус не крштеваше учениците, него тие ги потопуваа во вода, ги капеа однадвор. Сега треба одвнатре да ве искапе духот, да му дозволиш. Ако не те искапе однатре, ти си варосан гроб, однадвор си намачкан, глумиш христијанин. Варосани гробови ги нарекува. Значи, ангел му се јавува на Павле во сон. Имаше видение, буден е откако падна од конјот и ослепе. И македонецот го повикува, дојди во Македонија и помогни ми. Човек од Македонија, македонец, разни препеви. Тие велат, нема македонец, ние сме македонци. А во другиот препев, интересен моментот, никој не бранел да бидат македонци, например и бугарите, и грците, и албанците, и не знам што, и словените. Се откажале, сами ве прелажал сатаната. Може би сте македонци, не знам. Но ако сте македонци, зашто ги негирате македонците кои останале македонци? Покажува на кој дух му се поклонувате, кој ви живее во срцето. Го повикува, дојди во Македонија и помогни ми тоа што денеска јас го правам. Дојди Господе Исусе Христе и помогни ни. По тоа видение веднаш посака, тргна, разбра апостол Павле дека Господ таткото го повикал таму да го шири евангелието. Тој сакаше да оди во Витинија, во Азија и во Африка. Но го послуша. Видете, тоа е послушност. И ти не треба да одиш таму каде што сакаш да го послушаш, ти не го послушуваш, одиш каде што сакаш и сатаната те лаже дека си христијанин. Не си. Во твоето срце не живее духот, ако живее духот ќе те води. Апостол Павле го вели тоа, не живеам јас. Не е тоа поезија, не е есеј, не е филм, не е расказ, не е сценарио, не е шега. Исус живее во мене, е реалност. Он го зборува ова. Видете, тие слегуваат. Ми поставија прашање вчера во четврток, имаме читање од Словото на Вибер. Што значи тоа нема да му се прости ни на овој ни на оној свет, грев против Свети Дух, а што значи ќе му се прости хулење против Исус и не знам што. И тоа го слезе ноќеска. Уште додека не се раздени, станав рано, гледам дека ми врти текстот, станав трап, пред да го снимам заветот, слезе, вака слегува духот. По тие стихови, он е учителот, он е наставникот. Никога на земјата не викам татко. Значи, како што пишува овде, кога ќе слезе духот мене, Исус ќе го славиш од сабајле до вечер. Ќе викаш татко и ќе викаш Господе Исусе Христе. Значи, тој Господ го повикал во Македонија, дојди во Македонија и помогни, значи не се успивај, биди буден, не се успивај во светот и така натаму. Во сонот, например, потоа ќе се навикнеш, гледам, разговарам, им проповедам на демоните да се покајат, да повикаат кон Исус. Го слушам Исус како ми зборува, ангели. Верувам, уверен сум во љубовта и пребивам во Исусовата љубов. Тоа е целата суштина. Немам страв. Оти кога ќе се покаже силата, се покажува повеќе пати. Силата, демоните секогаш се покоруваат и бегаат. Морат да му се покорат на тоа име. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во мојот живот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ми го отвараш срцето, што ме научи да те гушнам, Господи Исусе Христе, да те примам во срцево, да се покајам за секој грев, се покајувам и за гревовите на моите предци, прости им на македонците, што го разурнаа храмот, што ги навредува евреите, прости му на мојот народ, што го запалија, што ги ограбија храмовите, што убиваа жени и деца, што им забрануваа на израелците да се нарекуваат израелци, Антиох Епифан, коренот на злото, што го забранија израелскиот јазик, што ги тера да се поклонуваат на идоли. Прости им, татко. Им простувам на сите, простувам, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Ја прифаќам твојата волја, твојата љубов, ја прифаќам во моето срце, во мојот живот, зашто јас без тебе не можам да направам ништо, но со тебе можам да одговорам, да направам се. И ќе рече, само тихо ли знае ова? Не, јас не знам ништо.
Ja som samo sad. Той зборува низ мене, а ти ако го кажуваш тоа, тоа е грев против Светиот Дух. Бидејќи знаеш дека има овде материализација на надприродниот живот. По делата ќе ги познаете. Има дела. Песни, книги, исцелување, проповеди, емисии на медиумите, јавно сведочење, јавни говори на јавни собири и материализација, остварување на Словото. И ангели помагаат да се покаеш, вистински да застанеш пред Исус. Дојди во понеделник, имаме молитви, побарајме. Имаме група, се молиме, да ти покажам, Духот да ти покаже. Бидејќи јас сум само слуга, како вистински се прима Исус во срцето. Да не бидеш фарисеј, садукеј кој си седнал на Мојсеевиот стол. Да не бидеш син на пеколот, а мислиш дека си со Исус. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Македонија е земја на Исус. И јас му припаѓам на Исус и целиот имот и целата заедница. Бегај од Македонија, Сатано, во името на Господ Исус Христос. Ова е заповед, мораш да послушаш. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Татко мој, небесен, се враќам пак кај Тебе, љубовта да те преплави. Амин. Таа болест не е за умирање, са слава Божја Синот да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани. Стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани. Стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил